според вас овој сегашен закон е уставен со затворени листи? Многу суштинско прашање и можам да кажам моје мислење. Јас сум уставен експерт, па да тврдам нешто. Има неколку аспекти заради кои што јас мислам дека не е уставен. Ако не е проблем, само да го прочитам член 62 од Уставот. Секако. Да го најдам, еве го. Каде што на база на него тој е тој член кој што јас мислам дека се прекршува со изборниот закон за затворени листи и дека изборниот закон е неуставен. Можам да кажам и дека веќе во некои држави каде што имало затворени листи, биле покренати такви тужби и државите решиле дека тој изборен закон е неуставен и го промениле. Мислам дека една од нив е Италија, не сум сигурен, а сигурен сум за Индонезија. Дори таму во Индонезија со устав ги имаат заштитено отворените листи, да не им текне некоја нова, не знам каква власт да си ги смени пак да станат затворени, и направиле да бидат со двотретинско мнозинство, не со обично мнозинство се гласа за да може да смени тој закон. Сега што е неуставното по мене? Значи да напоменам пред да почнете да читате. Кратко е. Сега нема никаков проблем. Сега читате член од нашиот македонски устав. Да. Си претпоставам дека тоа сте го истражили на интернет, дека сте го нашле. Го има, може секој. Го има, секој може, така е. Слободно можеме да. Така. Значи вика член 62. Пратениците се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Сега внимавајте, јас ќе одам од најтешките кон полесните, да кажеме, членови. Што мислите вие? Дали пратеникот во собрание одлучува по свое уверување денеска? Така би требало да. Не е прашам како би требало да е. Како е? Не знам. Не знаете? Не работам во собрание, немам некои информации. Овие како се вика шефови на изборни групи, како се. Па едно е да слушате, друго е да сте таму. Ајде сите гласете, овој закон не го гласаме сите. Исте послушно, еден да се најдеше што ќе биде како црна овца да каже не бе, ти си ми рекол не, ќе го гласам јас, така мислам дека треба. Значи како да кажам оние киборзи, значи луѓе кои што строго на команда не сме сите за, сите против, сите. На што личи тоа? Сметам дека нема некоја преголема демократија таму во сето тоа, но дека би требало да одлучуваат сами. Не гледаме што се случува, а причината е во тоа што рековме сега пред малце, дека сите пратеници се заробени, ставени се во подајнички однос кон лидерот на партијата, било да е поголема, било да е помала, и не може он да одлучуваат сам после. Едноставно. Мислите дека сите? Нема што да мислам. Јас сега ќе ви кажам што го кажува и моите боречки вештини и некои си меѓународни обуки што имам поминато и така натака, не е важно. Кажува дека ако постои можност да се случи проблем, само е прашање на време кога тој проблем ќе се случи. Значи не е проблемот дали се случува, значи дали постои можност. За да не се случи проблем, ние не можеме да се молиме на Господ и да му веруваме на луѓе. Едноставно треба да се отстрани можноста за тој проблем. Разбирате? И сега, дали со сегашниот изборен закон со затворени листи постои можност лидерот на партијата да ги зароби своите пратеници? Постои. Значи можност постои. Така. Па како може да биде уставен тој изборен закон со затворени листи кога остава можност пратениците да бидат заробени? И сега на волја на лидерот на партијата, јас ги заробувам, јас не ги заробувам. Ој е добар човек, не ги заробувам. Ој е лош човек, ги заробува. Не е добар. Значи, како е уставен закон да е уставен, ако остава можност да бидат притиснати, заробени, уценети, условени, како да го да кажам, овој е израз, така. Или киднапирани или врбувани или на било кој начин. Не мора само и така натаму. Па знаме и дека едно време баравме еден пратеник дали е киднапиран или не, на крај се јави со видео повик да не успокои сите. Тоа е на страна. Кога сме кај киднапирање. Тоа е тотално друга тема. Зборам киднапирање на душите нивни, на волјата, да не може он да решава како што сака, он него едноставно мора. Што мислите вие дека ако некој лидер го уцени некој пратеник, за теорија кажам како можност,
да каже или го гласај го ова, или тие и тие твои што ги вработени ќе ги пуштиме од државна администрација, или ќе му затвориме бизнисот тој роднина, детето твое ќе направиме тоа и тоа, не знам што ќе направиме. Човекот, значи, што да прави? Ставене у раце на најмокниот човек, што сака може да му прави. Не е тоа возможно со отворени листи, да му го каже? Ама нели зборевме сега пред малце дека видете сега што е интересна ситуација. Со затворени листи луѓето молат да станат пратеници. Се јавуваат кај лидерот, го притискаат колку треба пари да дадам, што да направам за да бидам пратеник. Ме разбирате? Со отворени листи ситуацијата е обратна. Односно, од партијата и лидерот ги молат најквалитетните луѓе, значи како да кажам, понуди даваат до луѓето, дајте, дојдете кај нас да бидете на листа, ќе ви овозможиме канцеларија, ќе ви одне телефони, ќе ви дајме плата, ќе било што, само вие дајте, пошто вие привлекувате гласови. Значи, наместо да инсистираат луѓето, дај ставиме на поголемно место, место на затворена листа да бидам пратеник, овде викаат, заман на листа да ми дојдеш за да добијат и сите сакаат, ама ние покрај тебе ќе добиеме гласови, ќе стане пратеници. Значи, тотално е свртена обратна работа на 180 степени, ако со затворени листи луѓето го молат лидерот, председателот на партијата да ги стави што погоре на листа, со отворени листи председателот на партијата и раководството наоѓаат квалитетни луѓе ги молат да дојдат кај нив на листа за да привлечат што повеќе гласови за партијата. Значи диаметрално спротивно е. Диаметрално спротивно, меѓутоа тогаш со отворени листи тој човек ќе каже да, ама јас сакам такви проекти да направам со тој квалитет и затоа државите се развиваат. Да не збориме, значи све што ќе се вети, све се прави и тоа се прави плюс од она што е ветено, за да се остави добар впечаток следниот мандат кога ќе дојдат избори. Во некои држави преку 70% од постојаните пратеници, зборам држави со отворени листи, преку 70% од постојаните пратеници повторно се бираат за пратеници, затоа што граѓаните се задоволни од нивната работа. Презадоволни, све што рекле, направиле и плюс и така, следниот пат на избори не размислуваат, тој човек го гласам. Оставил впечаток, доверба, почитување кај него супер, нема што се замарам со нови луѓе. Така. Ме разбират. Тие што не сум задоволен, тие паѓаат, доаѓаат нови повторно што ветуваат и што мора да го исполнат ветеното. Тоа се отворени листи. Едноставно отворените листи гарантираат строго почитување и спроведување на сите закони. Дали може да мислите што ќе значи во Македонија да се почитуваат сите закони максимално коректно? Сите од државната администрација, се мислите да дојде пратеници да бидат со отворени листи. Сите тие сакаат строго ветуваат на граѓаните да го почитуваме законот, работиме строго по закон. Пратениците ја бираат владата и ја контролираат, нели сега кај нас да кажеме, така треба да биде по дефиниција. 3 власти, извршна, односно законодавна, извршна, судска. Законодавната ги бира и извршната и судската власт во парламентот, така. И законодавната по закон треба да ги контролира, има комисии и така да, треба да ја контролира нејата работа. Треба да е најглавна. Така е. Е најглавна по дефиниција. По дефиниција. Со затворени не е. По дефиниција. Со затворени извршната власт ја контролира законодавната, така? Да. Значи премиерот си ги врзал, си корумпирал или ги заробил пратениците и они мора да му ја заробат преку него ја заробува судската власт. Така. Така, затоа што не можеш ти, он треба да го гласа судијата. Ако не му каже лидерот, нема да го гласа и овој сега што да прави. Значи заробена држава се вика на тој начин. Значи, според вашава дефиниција, на некој начин ние ја ослободуваме државата и буквално ги поттикнуваме реформите да се движат. Јас се чувствувам како револуционер на некој начин. Ама од мака, преку глава ми дошло до. Значи, па ретко кој говори денеска за отворени листи, видите, можам да ви јас не сакам да говорам конкретно за луѓе, за партии, за ситуации, кој украл, кој не украл и така натака. Прво не знам, второ не е ни битно. Тоа е само последица на можноста што е оставена со отворени листи. Кога ќе донесеме отворени листи, тогаш тоа е најголем стратешки приоритет за Македонија е итно да ги воведе отворените листи. Зошто? Затоа што нели најголем стратешки приоритет за Македонија е борбата против корупцијата. Нели најголем стратешки приоритет за Македонија е борбата против криминалот. Така вело. Да ја департизираме, да ја деполитизираме државната администрација. Не знам, да ослободиме од презаложување и така натаму. Значи, ако отворените листи сето тоа го нудат под итно, значи ја викам да не кажам многу краток период тоа све се чисти, се следува. Тогаш автоматски излегува дека сите тие стратешки цели се исполнуваат со стратешката цел да се воведат отворени листи.
Дали сметате, например, дека еве овие пратеници што се денеска во парламентот, со отворени листи, они би работеле на поинаков начин и дека би биле на некој начин неуценети и дека им би биле рацете одврзани да работат според устав и како што треба, или сметате дека се потребни можеби нови пратеници? Не се работи за луѓето. Овој систем со затворени листи гори луѓе. Како god да е, најчесто некоректно мора да не се работи за луѓе. Значи и овие луѓе сега да останат се пратеници. Само се смени изборниот систем. Сите тие кои ќе знаат дека после ќе мора да ги прашаат граѓаните дали ќе ги изберат, а не лидерот да ги стане на добитна позиција. Да се трне шепот. Тогаш тотално ќе се сменат самите луѓе и ќе бидат многу фини, многу предусетливи и ќе ги прашуваат и ќе морат да исполнат све што ветили. Значи самиот систем ќе ги смени. Не е проблем другиот. Друга работа е, друго прашање, дали овие пратеници сега што се би биле избрани да се отворени листи. Самите во партијата меѓу себе си кажуваат, абе ти бегај да ти бе отворени, нема да припариш ти да бидеш пратеник или не знам, министер или било што. И самите камо не дојат отворени листи, па ќе видиш дали ќе бидеш ти пратеник. Значи, си го кажуваат тоа, и тоа од друга страна знаат и дека самите може да не бидат избрани. Значи сепак не постои некоја голема желба. Не, расположение и желба во моментот воопшто нема во кај пратениците, пошто знаат они сите дека се незаслужено ставени на тоа место. Значи не затоа што се најдобрите, најквалитетните, најмногу сакани и почитувани и доверба од нив кај граѓаните, него се ставени таму затоа што лидерот ги стави. Значи можеби 20% од овој пратенички состав би останал денеска. Не знам тоа. Јас сакам воопшто не е важно. Значи може 100% да остане. Воопшто не е битен состав. Значи, не мислев според граѓаните кои би ги гласале. Системот со отворени листи прави деперсонализација на политиката во Македонија. Персоната не е важна. Не е најважен човекот, најважен системот. Дали гледате да кажеме како се однесуваат и како да работат, да кажеме, премиер, председател во Финска, Шведска или министер. Па никој него ни познаа, не е ни битен. Значи може да биде било кој. Со метро. Кој сака нека биде функционер. Тоа воопшто не е битно. Ќе го утепат, него ќе дојат друг одма, не е още проблем, што е битен човек. Системот не може да го сменат. Системот е тој кој што прави луѓе да работат по закон, честно, извршително, се како што е подобри, плюс со поголем квалитет од ветеното, за да добие доверба да може пак да биде реизбран. Дури и не се ни тепаат толку да станат пратеници и министри. Затоа што платата нивна е отприлика колку просечна плата на професор, на доктор и така. Ако се они стручњаци во својата дејност, они може слободно да си бидат во дејноста своја ќе си бидат повеќе платени. Едноставно некој чувство таму се раѓа на одолжување кон својата држава, кон своите сограѓани, да своето искуство и знаење го дадат еден период, дали 1-2 мандата и после тоа самите доста ми беше, значи стварно е напорно секој ден на мејл на ова да прашуваш да комуницираш, тоа е ужасно тешка работа пратеник, ако ја работиш честно и како што треба. А овака сега седи и гласници што ги кажат, па платишка, па уште провизии, сите сакаат да бидат така пратеници. Кај нас во моментов во Република Македонија по дефиниција имаме автократија, партократија или можеби демократија? Овака, самата дефиниција ни си кажува, односно автократија значи владење од еден човек. Партократија или партитократија значи владење од страна на партијата. Демократија, демос е народ, граѓани, значи владење на граѓаните. Сега, по твое чувство, кој владе денеска во Македонија? Еден човек, партија цела или граѓаните? Значи, партијата. Со затворени листи, ние можеме да дискутираме дали се работи за автократија или партократија, партитократија, меѓутоа мала анализа ќе не донесе веднаш до решението. Односно, во самите партии, кој е главен? Нормално, председател, да. Председател. Значи, другите не се важни, мора да го слушаат него. Сите се вртат како према сонцето према него, што ќе каже он, тоа ќе каже он. Така. Во партиите владе автократија. Океј? Значи така е направен системот, да главниот кажува, другите сите мора или по него или ќе одат на страна. Може да си одбара друга партија. Што се однесува до владата? Ние имаме коалиција, владена коалиција од повеќе партии, така? Од повеќе лидери, од повеќе партиски автократи, кои што се собираат како поглавици и си кажуваат, ги имаш моите луѓе, моите гласови и така натака, ќе правиме како ќе ставиш мои луѓе на тоа место, тоа не негови луѓе, дома си и така натака, се извинам. Кога прават влада, дали тие лидери на партии имаат глас во владата?
Како ќе кажат они така, може да кажат едноставно дали може да кажат не или може да кажат само да. Зависи како станале денеска, десна или лева нога. Не зависи. Ако кажат не, може да стиват од власт. Еден човек одлучува. И сите тие не е битно што ќе каже Мицкоски лидерот, така Тоа мислев за лидерот. Тоа значи дека во Македонија не владее владачката партија моментално. И во владачката партија што е сите се сретни кон лидер. И во владата сите се сретни кон лидер. Тоа значи дека во Македонија моментално, па и претежно во сите држави земји каде што има затворени изборни листи, владее автократија која што зависи од како да карактерот, душата на како што лидерот. Пред мац. Ако е добар, не од денот, карактерот, ако е добар, он може да остане автократ. И да им дава по негова желба да кажуваат, да предлагаат решенија, да му помагаат и така натаму. Ама ако е строг, да кажеме човек што само по него мора да биде, не може некој да му каже, него да му предлага, да го прашува кого нема да дозволи, тогаш преоѓа во диктатура. Значи постои можност. Едноставно затворените изборни листи налагаат државен систем како автократија, а постои можност да помине во голема диктатура која што понатаму се руши со револуции, проблеми, што да кажам. Огромно. Добро, Зоран, еве кога сме на оваа тема. Дали вие гледате моментално, иако овој изборен законник ваков како што е, дали гледате моментално во некоја од партиите кај нас демократија можеби? Да не одлучува само еден човек, да биде онака слободоумен, да има демократија во некоја од овие наши македонски партии? Не знам. Не можам да зборам што не знам. Мислам дека нема. Дали кажа само ваши мисли? Мислам дека нема затоа што сите партии моментално се ориентирани, односно се поставуваат према законот, изборниот закон. Ако во изборниот закон кажува дека лидерот е главен и тој ја дава изборната листа, каква демократија да има во партиите? Сите велат ние кај нас има демократија, но всушност значи според вас не е баш тоа така. Во некои партии еве сега како што слушам дека има президиум или било што, ма пак тоа е Президиум има во левица. Во левица. Тоа е само маска. Или не знам другите партии дали има претседателство или дали има решаваме овој, тоа е само маска. За да се прикаже една лажна демократија, дека ние сме демократи, така. Инаку на еден човек е главна. Тој што има подписот, тој што има печатот, него се слуша, иначе другиот може да биде шкартиран на партија. Според вас колку реално потписи би требало да се собере за да се оформи една партија? Како е на запад? Дали знаете како кај нас? Нема никаде некој правило? Правило строго, сето тоа самите си го решаваат граѓаните. Меѓутоа мислам дека 1000 гласови се многу, дека треба да биде помалку. Точно колку, јас велам, знаете како, со затворени листи сега самите лидери како по главице се сретнуваат и се решават. Како на пит пазар. Ајде да биде 50 гласа, не. Се пазара значи. Се пазар сака си прави. А додека со отворени листи се прашуваат, баш се прават дебати, се прават анкети, граѓаните се реши што ќе решат граѓаните дека треба да кажеме да биде најдобра бројка за партијата да биде основана, таа нека биде 100 гласа, нека биде 500 гласа, или потписи. Да. Ме разбирате? Се едно е. Едноставно на избори не е едноставно да направиш партија. Тоа е и финанси, и ангажман и така натака. И сега ти да отидеш на избори, си направи партија, си учествувал, си ангажирал луѓе и да не добиеш ни еден глас. Значи, џабе. Изборите се мерилот. Што ако направиш партија? Ако народот не те сака. Ама ме сакат комшиите, се ќе собереш 50 гласа и ме сакат. Значи, пазарот, односно со отворени листи самата партија, односно самите избори си кажуваат што е мерилот. Дали нека бидат и 100 партии, и 1000, што има. Донтов модел. Не сме поразговарали малку околу оваа тема. Донтов модел, дали овој модел е правилен и дали има според вас можеби недостатоци? Донтовиот модел е одредена нужност која што мора да има таков еден модел во изборите, затоа што секогаш кога ќе се израчуна, да кажеме, кога ќе се добие минималниот прак или минималната квота која што е потребна за да се добие пратеник, секогаш кога ќе се направи количникот, знаете како се рачуна бројот на пратеници. Како се дели ковачот? Како да кажеме ќе има, не знам, милион гласови, 120 пратеници се дели и колку ќе искочи некаде околу 7-8 гласа ќе дојде еден пратеник, да кажеме. Зависи каде. И сега некоја бројка се добива, да кажеме 7000 гласа. Например,
и некоја партија добила 8.000, 10.000 гласа. Дали во една изборна единица, збориме за изборна единица. И сега остануваат, еден пратеник добива 3.000 гласа плюс. Така? Или некоја партија добива 100.000 гласа. Добро. Добива 14 пратеници. И остануваат 2.000 гласа плюс. Што правиме со тие гласи? Што правиме со тие гласи? Значи, заради тие гласи што се вишок, се прави најмногу тој Донтов модел. Меѓутоа, каде е главниот проблем? Зашто не чини тој модел? Не сум сигурен за други модели кои се какви има, меѓутоа проблемот не е во тие партии што добиле многу гласови па остатокот мало. Тој проблем е проблем за кога се 6 изборни единици. Значи, тој остаток што е од партиите во една изборна единица помножите го пута 6. И тоа е веќе поголем број на пратеници, доаѓа неколку пратеници што ги добиваат плюс прворангираните партии. Така. Проблемот е најмногу во партиите кои што нема да добијат доволен број гласови да остојат пратеник. Да кажеме, ако е 7.000 гласа пратеник и партијата ќе остави 5.000, 6.000 гласа. Во една изборна единица. Во 6 изборните пута 6, 36.000 гласа, или колку таму гласа. И тие пропаѓаат. Значи, тоа се викам 10 пратеници. 10 пратеници како мандат. Муаветот ми е дека причината за тој Донтов модел да биде практичен, тоа е причина плюс да се направи една изборна единица. Иначе, без Донтов модел, како ќе распоредите тие гласови што остануваат ресто, да ги поделите помеѓу? Значи, повторно дојдеме на крајот дека една изборна единица е решение за сите овие проблеми што ги изборевме цела затоа што со Донтов модел и една изборна единица остануваат гласови кои што дали ќе се собере еден пратеник. Купно или нема да ни толку да се собере. А со 6 изборни единици се собираат 10 и повеќе пратеници, баш заради тоа што во сите изборни единици некои партии не може да стигнат до прагот од 7.000, може 6.500 ќе добие, тие 6.500 гласови плюс пута колку изборни единици се одат кај првите. И секогаш нека 10 пратеници плюс добиваат они што се незаслужени, не се ними, него се од на малите партии, неопределени и така. Зоран, ти благодарам што денеска ни беше гостин и што сепак успеавме да ја начнеме оваа тема што не е многу актуелна и популарна кај нас медиумите, на жалост. Еве, од кај нас нека потекне оваа лавина, па се надевам дека нема да запре и дека ќе има уште успешни емисии, па зашто да не и со вас, ќе поканиме повторно, заради тоа што сметам дека оваа тема не е за една емисија, треба да се зборува многу повеќе. Да, токму така, јас ви благодарам прво на поканата и на довербата да разговараме за вака осетлива тема која што е премногу актуелна во Македонија. Јас долго време молчев и што се вика трпев, меѓутоа сега мислам дека се созреани условите, државата е толку заглавена што веќе мора да се покране ова прашање, државата може да има преголеми последици. Јас на Facebook отворив еден мој профил Зоран Петковски ОЛ, кој сака може да се придружи, да разглобуваме оваа тема за отворените листи, да збориме за неа, да кажуваме позитивни и негативни страни, да ги запознаваме луѓето што не ја познаваат темата, да ја разработиме, и во секој време сум подготвен да дојдем повторно, пошто е преголема тема, пределикатна, да може со едно зборење, еден разговор да Така е. и многу осетливи моменти. Значи, вие сте отвориле ваш Facebook профил, се надевам дека таму собирате и секакви други идеи и мислења. Зоран Петковски ОЛ, така? Да. Значи, кој сака, драги мои, може да го пронајде на неговиот профил и слободно да понудите некое мислење ваше или некакво решение. Ви благодарам многу што бевте со нас и оваа 6-та наша епизода и се надевам дека успеавме и верувам да го задржиме вашето ценето внимание. Нормално, како и секојаш, така и сега ќе кажам, доколку има некој што е заинтересиран, наш општественик, што мисли дека е добар во одредена тема и секако да ни биде гостин, да напишете мејл, ќе го видите мејлот на нашиот кајрон, бидете така добри и нормално гласајте, стиснете лайк на нашата емисија, нормално дека треба да ја споделите за да допре до што поголем број на луѓе. Поздрав!